Добро, поприлично мислам дека и на јавноста и на вас на медиумите ви станува јасно дека прво владата ниту има намера, ниту ќе се меша, ниту се мешала и слично во она што се случува во било која верска заедница, така и во исламската верска заедница. Вчера беше побарано од двете условни страни асистенција од полицијата. Тројца полицајци беа испратени, тоа го знам од министрот за внатрешни работи, и тие беа таму. За нас поглавар на исламската верска заедница е оној кој што уставот и законите на исламската верска заедница тоа го утврдуваат. И не е наше ние да толкуваме или да навлегуваме во тоа. Сакам да знаете и уште еднаш да демантираме, веројатно и самата институција демантираше, заради тоа што се работи за државна владина институција, финансовата полиција, ниту била повикана, ниту присуствувала. Стигнало дополнително некое писмо, веројатно денеска, кое што треба да се утврди колку е тоа валидно и како е направено. Но државата нема намера да се меша, заради тоа што секуларниот карактер на нашиот устав е јасен. И апсолутно ќе почитуваме сето тоа што верниците во секоја верска заедница, така и во исламската верска заедница ќе го одлучат. Колку од аспект на една толерантност помеѓу религиите што постои во државата, ќе се испрати порака во светло на сите оние настани кои што се случуваат во изминативе денови, каде што и дел од метите се, да кажеме, религиозни објекти. Значи, од тој аспект, колку таа религиозна толеранција што постои во државата ќе е некаква символика за да се испрати некаква порака, значи не она што папата ќе го каже тука, туку што ние можеме да му кажеме на светот. Фала. Со самото тоа што Светиот Отец Папа ќе се сретне со верските поглавари на нашата земја, мислам дека упатуваме една добра порака, дека сепак меѓуверскиот, меѓурелигискиот живот е меѓу нас добар, но би рекол дека секогаш може да биде и уште подобар. И исто така можам да речам дека ние како верски поглавари често пати се среќаваме, разговараме и се надевам дека секогаш имаме една добра и позитивна порака до сите наши верници на еден соживот меѓуверски, меѓурелигиски. Благодарам. Добро, нема многу што да додадам. Спомена во моето воведно обраќање дека нашата земја е успешен пример кој гради мултиетничко, мултилингвистичко, мултирелигиозно општество и самата посета во овој момент кога цврсто чекориме по патот на европските и евроатлантските интеграции е точно признание и потврда дека се наоѓаме на вистинскиот пат. Еве јас да додадам, мултиконфесионално или мултирелигиско ни е општеството. Ние се гордееме со тоа, тоа е нашето богатство. Овој пат со посетата на неговата светост папата Франциск, верувам дека само тоа ќе биде потврдено. И всушност уште во самата најава на неговото доаѓање тоа е потврдено. Со многу позитивна енергија сите верски лидери прифатија присуство. Сите се радуваат на неговото присуство. Сите знаеме дека во нашата земја си учествуваме во меѓусебното празнување на верските празници. Со тоа изразуваме почит, а кога е првиот човек на Римокатоличката црква, папата, Светиот Отец овде, верувам дека и тоа ќе не собере уште еднаш сите заедно, за да и во иднина го надоградуваме тоа наше меѓуверско единство, соработка која што постои во земјата, заради тоа што, како што реков, тоа е наше богатство и тоа е наша предност и верувам само уште еднаш ќе го зајакнуваме, ќе зборуваме за неговите вредности, кои што како предност во иднина ќе ги користиме и како држава и како општество. Премиер веќе делумно го постави колешката прашањето, но веќе се навратам. Самите сега пред малку рековте, сите верски лидери се одзваа на поканата, така што уште еднаш конкретно би прашал кој од ИВЗ е всушност поканет и ја прифатил поканата за средбата со папата. И сепак не дадовте коментар, бидејќи рейсот вчера упати Сулеман Ефенди Реджепи, упати повеќе критики, меѓу другото дека веќе не се на иста страна со оваа влада, одби соработка па и со останатите политички партии, па целата ситуација околу ИВЗ поврза и со одржувањето на првиот круг на претседателските избори, така што би ве замолил за директен коментар на овие коментари на рейсот. Благодарам.
Јас нема да си дозволам да коментирам детали и суштини, тоа е право секако на поглаварот на Исламската верска заедница. Секако моја работа да им служам на граѓаните, јас сум политичар, председател на владата, работа на рейсот е да им служи на верниците со исламска вероисповед и апсолутно ние сме повикани да соработуваме во делокругот на она што значи граѓани. Дали се тоа верници или се граѓаните на нашата земја, треба да соработуваме и верувам дека ќе продолжиме да соработуваме. Ниту сум помислил, ниту ќе помислам, ниту било кој треба да помисли од политиката да се меша во верските заедници. Навистина, секуларниот карактер на државата е прво тука присутен, второто е имат своји закони, устави на нивното организирање и треба да се почитуваат таквите закони. Јас ако коментирам кој тоа е актуелниот рейс на Исламска верска заедница или не, тогаш јас носам пресуди. Јас не сум ниту повикан, ниту било што. Според мене, постои начин на такво легитимирање. Имав прилика јавно објавена да прочитам пресуда, која што реално ми дава право да давам свој коментар, своји анализи внатре во тоа што е структурираноста на доказната постапка на таквата предно, нема да си го дозволам. Заради тоа што тоа може да имплицира било какво политичко мешање, толкување или било како. Јас сум председател на владата на сите граѓани, вклучително и граѓаните со исламска вероисповед. За мене граѓаните се еднакви, се исти. Сите сме еднакви со своите права и со своите одговорности, ќе продолжам во тој дел. Институциите на системот, сите треба да функционираат, тие што се под владата, во конкретниот случај вчера Министерството за внатрешни работи, било покането и било повикано и тоа се одзвало. И навистина добро е што било повикано од двете страни. Ако било од едната, веројатно ќе имало взимање страна или слично. Од двете страни постапило на многу внимателен начин, дадовме можност, пред се вие дадовте можност на транспарентен начин луѓето да си кажат аргументите и верувам дека и вистината и правдата ќе излезе на повидок. И од тоа нема бегање. Така да, за мене и закон и устав, тоа што верниците од Исламската верска заедница ќе се одлучат за Исламската верска заедница. Како што е и закон и устав, тоа што ќе се одлучат верниците од православната, од католичката, од протестантската или било која друга верска заедница во државата.